Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Ова се кратките најави. Останете со нас. Дел од локалната администрација ќе се пресели во зградата на Козјак. Хуманитарна помош за учениците во Мгленце. Општините да се подготват за обилните врнежи. Изумираат старите занаети во градот. Три сектори од локалната самоуправа до крајот на годинава ќе се вселат во изнајмена зграда спроти градскиот стадион. Поранешниот административен објект на Козјак располага со 17 простории кои веќе се реконструирани и се прилагодуваат на потребите и работата на државните службеници. Префрлувањето во новите простории е со цел да се обезбеди поефикасно опслужување на граѓаните. До крајот на годинава делот општинската администрација ќе се пресели во реновираните простории во поранешната зграда на Козјак спроти градскиот стадион. Со префрлувањето на одредени сектори во 17 простории кои веќе се реконструирани и се прилагодуваат на потребите на општинската администрација, ќе се растоварат постојните канцеларии и ќе се обезбеди поефикасно опслужување на граѓаните, велат надлежните. Сметаме дека треба оделението за даноци и секторот за даноци и локален економски развој да биде во тие простории, потоа би требало правниот сектор и оделението за јавни набавки, како и секторот за труд и социјала. Значи, овие сектори, пак би спомнала, се надополнуваат, имаат поврзаност на работа, така да би се добила една ефикасна и ефективна административно работење. Да го земеме урбанизмот, каде што најповеќе нашите граѓани влегуваат и имаат директно работа со странки, а не и како што и во другите сектори, но сепак ова е еден динамичен сектор каде што дневно влегуваат, по 10 до 15 странки, а во самата просторија кој имаме 4 државни службеника, а со секоја странка треба да им се обрне внимание и да им се укаже на одредени потреби кои треба да ги отстранат или кои документи да се донесат, тогаш можете да сватите за каква атмосфера се работи. Надлежните посочуваа дека досега би биле вселени во новите простории доколку тендерот за набавка на канцелариски материјал не бил враќан поради одредени детали. Сега моментално имаме, после трети пат добивме согласност и е распишан тендерот, значи на 3 декември, значи треба да биде отварање, така што до постапката би требало да се заврши некаде до 5-6 декември. Што се однесува, значи, до самиот простор, веќе подот е сменет, ставен е ламинат, она што значи инсталација за приклучување на компјутери, значи вмрежување, тоа се е инсталирано, така да само што се чека на канцеларискиот мебел кој би требало до 15 декември да се заврши и тогаш општинската администрација да се всели. Освен административен дел, во зградата ќе има и просторија за архивирање на документи, сала за состаноци и помошни простории за сервери, се со цел непречено одвивање на административната работа. Инаку во општината Куманово се вработени 155 државни службеници и 50 други вработени, шофери, доставувачи, хигиеничари и слично. Активот на Црвениот крст во основното училиште Крсте Мисирков собраа 45 пакети со облека и храна за учениците и местното население на село Мгленце. Оваа акција се организира 2 пати годишно поради големиот одзив на учениците и нивните родители за помош на семејствата во руралните подрачја. Денеска се донирани околу 45 пакети со храна и облека наменети за учениците и местното население во селото Мгленце. Традиционално по 5 пат оваа хуманитарна помош ја организираше активот на Црвен крст при основното училиште Крсте Мисирков. Во акцијата учествуваа родителите, наставниците и учениците од училиштето со цел да помогнат на населението од руралните подрачја. Досега, односно до пред 3 години и 4 беше се на ниво на училиштето. Кога видовме дека се појавува огромен број на облека, еве сега во овој момент почнавме и со храна, решивме тоа да биде како хуманитарна
помош на некои од населението од кумановските села. Кога го веќе видовме случајот со село Мглинце, наред еве 4-5 пати, ова е мислам 5-ти пат како носиме и донираме средства за местното население од село Мглинце. Мислам дека ова наша комунитарна акција и понатаму, односно активности и понатаму ќе се трајат. Училиштето во Мглинце го посетуваат 5 ученика. Традиционално ова хуманитарна акција училиштето ја организира 2 пати годишно, поради големата заинтересираност на граѓаните да донираат. Министерството за транспорт и врски денеска ги повика градоначалниците и останатите надлежни институции во државата да ги превземат сите неопходни мерки за заштита од најавените обилни врнежи и дестабилизација на временските услови. Според информациите добиени од Управата за хидрометеоролошки работи, во наредните денови под влијание на серија влажни бранови од Медитеранот се очекува врнежи на дожд над 40 литри на метар квадратен. Пообилни врнежи се очекува во северозападниот дел на земјата, а на повисоките планини и повремен снег. Координативното тело за управување со кризи упатува препораки до единиците на локалната самоуправа и градоначалниците, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, ЕВН, АРМ и МВР. Во однос на овие најави, велат отаму на координативниот состанок беа утврдени следниве препораки: градоначалниците да ги стават на готовност сите расположливи ресурси и да ги мобилизираат кризните штабови и во нив да ги вклучат представници од Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување и МВР. Градоначалниците кои имаат потреба од дополнителна помош од технички ресурси да се обратат до Дирекцијата за заштита и спасување и да ги информираат местните заедници за најавената дестабилизација на временските услови. Потребно е континуирано да се следи водостојот на реките, да се следи и нивото на акумулациите, како и единиците на локалната самоуправа да интервенира на мостови каде има опасност од задржување големи наноси од надојдените реки. Центарот за ромска заедница ДРОМ денеска направи ревидирање на програмата за активните мерки за вработување на UNDP. Станува збор за програми кои претходните 2 години беа работени во партнерство со Агенцијата за вработување. Целта на ова ревидирање е да се увидат предностите, но и пропустите од досегашното работење. Со фокусни групи на кои присуствуваа представници на невладени организации и институции, денеска во просториите на ДРОМ се одржа ревидирање на програмата за активни мерки за вработување на UNDP, кои претходните години се работени во партнерство со Агенцијата за вработување. Целта на ова ревидирање е да се утврдат предностите, но и пропустите од досегашното работење. Па мислам дека во изминатите 2 години покажавме доста добри резултати и квалитети, бидејќи имавме доста лица кои што нема поверење во самите институции, во партнерство, да кажеме, со Агенцијата за вработување, локалната самоуправа и другите институции и невладени организации кои работат на тоа поле. Мислам дека степенот е подигнат и дека покажува доста добри резултати и мислам дека ова е теркот што во наредните години ќе треба да се работи на тоа поле. Истакна дека откако тие се вклучени во програмата за самовработување, резултатите се значително подобри, бидејќи бројките се многу поголеми за разлика од претходните години. Општинска корисна работа, која што веќе 3-та година исто така работи. Почнавме со 6 души, сега бројката е зголемена на 15, што не значи дека во наредните години тоа може да се зголеми. Кај познат работодавач, значи сите оние активни мерки што оди од владата, тоа го преточуваме тука во партнерство со Агенција за вработување и мислам дека дава резултати добри. Јашаревски се надева дека заинтересираноста за активните мерки во наредниот период ќе биде уште поголема. Социјалдемократскиот сојуз во Куманово започна да собира предлог идеи од граѓаните за нивната партиска програма за парламентарните избори. Во центарот на градот е поставен пункт каде што членовите на СДСМ делат флаери и ги информираат граѓаните за 5 столба на кои ќе се базира програмата. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз започна со промовирање на проектот Визијата за Македонија. Во центарот на градот е поставен пункт каде што членовите на партијата преку поделба на флаери ги запознаваат граѓаните со 5 столбови на кои што ќе се базира нивната политичка програма на претстојните парламентарни избори.
На задната страна флаерите има простор оставено за предлози или коментари кои што граѓаните може да ги доставуваат до нас преку имейл адреса, преку Facebook страницата Визијата за Македонија или на нашата поштенска адреса Бихаќка број 8. Значи, овие предлози или коментари подоцна ќе бидат разгледани од страна на нашите комисии и може да влезат во нашата програма, следна програма. Кумановци најмногу се заинтересирани за столбот кој што се однесува на економски прогрес и просперитет на Република Македонија. Партиите всушност работат за граѓаните, идеите треба да произлегуваат од самите граѓани. Програмите всушност и се работат за самите граѓани, тие најдобро знаат што им е потребно на нив. Затоа еве ќе искористам ова прилика да упатам апел до сите кои што се заинтересирани да ги посетат нашите пунктови, да достават своји идеи или коментари во врска со нашата програма. Во наредните денови пунктови за собирање на идеи и поделба на флаери меѓу граѓаните ќе бидат поставени и во населените места. Инаку проектот Визијата за Македонија на централно ниво беше промовиран на 5 октомври. СДСМ планира преку трибини во целата земја да го представат овој проект кој се базира на 5 столбови. Првиот столб обезбедува одговор на власт и контрола на власта. Вториот се однесува на праведна распределба на доходот и извлекување од сиромаштија преку промени во даночниот систем и системот на социјални трансфери на принцип на правичност. Третиот обезбедува развој на домашните капацитети и пристојна работа. Четвртиот столб е посветен на европска иднина и квалитетен живот, а последниот обезбедува едно општество за сите. Технолошкиот развој и наглото иселување на населението од селските средини доведуваат до изумирање на старите занаети. Во Куманово занаечиските работилници можат да се избројат на прсти, а старите мајстори немаат на кого да го принесат своето знаење кое неповратно се губи. Занаечиите бараат нивните производи да се користат во туристички цели. Со развојот на технологијата, старите занаети полека но сигурно изумираат. Во Куманово, занаечиските работници може да се избројат на прсти, а старите мајстори имаат се помалку работа. Традицијата и децениското искуство не се доволни да се задржат дел од знаењата кои неповратно се губи без да се пренесе на помладите генерации. Улицата Иволова Рибар на времето била главното место каде што се наоѓале занаечиските работилници, но денеска едва може да се најде по некој занаечија. Јас работам во овој дуќан некаде од 5 разред основна школу, па до денеска, иначе дуќан постои, ствари јаште од 26 година. Имам тапио, имам све тој време се оваа улица викала Кралица Марија. И дедо ми работае, татко ми па ја. Али после мене нема никаква дичук. Пошто више занат на изумирање, нема работа. Од јануари гледам некој пензија или нешто такое, пошто нема работа, нема више работа и тоа е крајно. Ко главна причина за изумирање на старите занаети, меѓу кои ковачите, Мизе Умеров го гледа во индустријското производство и намалениот број на сточари и земјоделци. Нас занат е поврзан со село. А више у село исклучува машинерија големе а и нема луѓе по село више. Не се работи. Сега од година на годину се помалку работа, луѓе село избегава, све у град. За занаечиството не се заинтересирани ни државните институции, кои не преземаат ништо да се сочуваат старите занаети од изумирање. Бидејќи младите не гледаат во занаечиството можност за заработување, Јумеров смета дека единствениот начин тоа да опстане е да добие туристички карактер и да биде прогласено за културно наследство. Они изјавлja да помага нешто, али ми не смо до сега ништо искористиле. Не смо тражиле ништо од држава, да може да обстанемо, пошто гледамо дека нема иднина нема више у занат. Тоа е многу добро ако би могало такое нешто да се изведе да се направи. Може, тоа е многу добра работа. Да не се забрави занати. Пошто ова е последни занат од сви занати. Имало е самарчије, казанчије, колари, албати, све тие занати су пропаднале. Овој занат е за овие 3-4-5 години последње веќе не иде од година до година али не е лошо таа идеја ако може тој некако да може држава да може да финансира да обстанува овие занати.
евентуално тебе као туристички, као тако нешто да може да види народ, да не се забрави занати. Млади деца да види, да знае што значи ковач. Да знае кој е био панчарпа, да знае колар што е значило. А сега млади деца овие сака што се ради они. Они не знае воопшто. Изумирањето на занетите кои што некогаш постоеле на овие простори и представува начин на живење, нема да представува неуспех на одредена дејност да опстои на пазарот, туку губење на дел од историјата. Со средства на Министерството за култура саниране покривот на зградата на Националната установа Музеј Куманово. Со тоа е решен повеќегодишниот проблем со влагата во зградата, каде се наоѓа постојаната музејска поставка. Директорката на музејот Анита Цветановска најави дека наредната година ќе започне и реконструкција на спомен куќата на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Заврши санацијата на кровната конструкција на зградата на Националната установа Музеј Куманово, која се наоѓа во центарот на градот. Реконструкцијата е спроведена преку годишната програма на Министерството за култура, а е по барање на Кумановскиот музеј. Директорката Анита Цветановска истакна дека наредната година ќе започне и реконструкција на спомен куќата на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Се надеваме дека сега ќе имаме подобри услови за работа. Значи, она што како тековно одржување на зградата се појави, нели, како мал проблем, сега е отстрането, се надеваме дека ќе функционираме нормално. Ќе се работи на едно осовремување на постојаната поставка на самата спомен куќа. Сето тоа ќе гледаме да го направиме по најновите светски стандарди, за да ние конечно во Куманово и ние добиеме една од помодерните, нели, музејски поставки како што се во рамки на светските. Цветановска нагласи дека учениците се заинтересирани за спомен куќата, а често го посетуваат и музејот. Додаде дека до крајот на годината ќе се одржат уште 4 изложби. За да веќе на 1 декември ја имаме и самостојната изложба на нашиот кумановчанец Симо. Потоа на 11 декември ќе најаваме една интересна изложба на рачно изработуван накит од Филип Митевски, која што исто така ќе биде продажна изложба. 18 декември ќе биде изложбата на ликовната колонија Куманово, која што се одржа во август во меморијалниот центар Васна во Пелинце. Изложбата е поддржана од Министерство за култура на Република Македонија, но и од градоначалникот и Советот на општина Куманово, значи ова е на ниво на градот. И веќе до 25 декември последна ќе биде уште една самостојна изложба, ќе имаме на еден ликовен уметник од Куманово, Далибор. Таа нагласи дека веќе работат на програмата за наредната година. Новороденче од Куманово синоќа починало во болница во Скопје. Бебето било пренесено со возило на брза помош на детската клиника, каде лекарите констатирале смрт. Случајот во полиција го пријавил НН, 54 годишен од Куманово, во 2 часот по полноќ, кој известил дека синоќа околу 22 часот во Кумановската болница неговата снаа АГ родила машко дете. Поради здравствени проблеми со возило на брза помош со доктор и сестра, бебето е транспортирано во Скопје. На клиниката за детски болести во 23 часот и 55 минути лекарите констатирале дека бебето е донесено починато. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно со дожд. Максималната температура достигна 15 степени Целзиусови, а минималната до 6. Дуваше слаб југоисточен ветер. За утре се најавува силен дожд. Дневната температура ќе достигне до 12, а утринската до 6 степени Целзиусови. Ова беше последната информација. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.